од овој преполн плоштад во Охрид, ВМРО, ДПМН и коалицијата традиционално ја започнува својата изборна кампања за локалните избори. Охрид со години веќе го води Ацо Петрски. Еден од најнеспособните за работа градоначалници во Македонија. Ама способен за манипулација со народот. Охрид заслужува многу повеќе од Ацо и неговите изјави кои честопати не засмејуваат. Охрид ке беше во очајна состојба, но среќна околност е што во тие аранжмани и тие мерки на владата Ацо не можеше да се вклучи и да ги закочи. Инаку мав ке беше работата и со тие проекти. Па погледнете, драги пријатели, како на нож го начека индискиот инвеститор, индиската компанија Сахара Груп, кои најавија планови за инвестирање во Македонија, за голема инвестиција во развој на елитен туризам во Охрид, што доколку се оствари би требало да ги привлече најбогатите луѓе во светот да доаѓаат тука во Охрид. И која веќе компанија и купи еден хотел во Охрид, значи ги инвестираше првите 4 милиони евра тука во Охрид. Ајде што го начека на нож со изјавите, уште на самиот почеток, туку и кога дојде синот на газдата на компанијата во Охрид, човекот се потерал од Индија да се сретне со градоначалникот на Охрид, а наш Ацо, верували или не, подзаспал на средбата. Задремал човекот. Па ке паднал од масата, па ово инвеститорот го придржал да не падне и го разбудил. Човекот утредента дошол кај Зоран Ставерски и вели: да не бевте вие во владата, да ме охрабрите дека имам сигурен партнер за соработка во моите планови за инвестиции во оваа земја, сигурно после ова ќе си заминев. Ова никаде и никогаш не ми се случило да дојдам кај некој градоначалник да му кажам дека планирам да инвестирам повеќе стотици милиони евра во неговата општина, во неговиот град, мои лични заработени пари, да вработам многу луѓе од општината, од градот, а тој да ми задреме на средбата. Брука невидена, драги мои охријани. Кога го слушнав ова, му викам на Зоран: отвори се, земјо го утниве. Што пат дадовме до Индија да го донесиме човекот, да го убедиме да каже дека ќе инвестира. Овој нашиот тука заспал на средбата, како да зборува дека ќе инвестира 100.000 евра, а не милиони и милиони. Ете, тој е градоначалникот на Охрид, драги пријатели. Ветуваше и катни гаражи, ама од катни гаражи тој само повремено ги гледа градбите на десетина катни гаражи кои се градат во Скопје, кога ќе намине во Скопје во посета на неговата партија. А и тимот кој си го одбра е за мерак, драги мои. Повеќето од функционерите, од високите функционери во општината имаат заработено кривични пријави за криминално работење. Па зарем некој очекуваше дека Ацо ќе постави поинакви луѓе на функции. Секој си назначува функционери наспроти себе, наспроти неговите морални и етички вредности. Се сеќавате ли, драги охриѓани, кога во сред поплави во Македонија и во ситуација кога Охридското езеро веќе се прелеваше, на Ацо му текна да прошета за Австралија? Ај што отиде? Ама мува него лази што цел Охрид и сите медиуми го повикуваа да се врати. Па на крај и Бранко го повика, а овој гордо му возвати дека него народот го одбрал, а не Бранко. Па го одби и него и продолжи со денгубењето низ Австралија.
додека владата мачеше да се справи со надојдените води. Тогаш велеше народот го одбрал, а не Бранко. Ама денес, кога почувствува дека ќе ги загуби изборите и кога Бранко повика на бойкот, одеднаш стана послушник на партијата, па вели: јас ќе си ја слушам партијата, како ќе каже, така ќе правам. Драги пријатели, Ацо сакаше без борба и без директен пораз да си замине од функцијата. Ама нема да може така. Ке мора да се соочи со поразот, ке мора да се соочи со Охриѓани, со мислењето на Охриѓани и со неговото 8-годишно владење и денгубење. Сакаше да избега затоа што се плаши, затоа што против себе има силен против кандидат, човек кој е целосна спротивност од него.